Во новата сезона од втората женска фудбалска лига ќе има нова екипа, откако Слободен кој има екипа во машка конкуренција, формираше преви екипа и во женска конкуренција. Христина Арсова, која е поранешна репрезентативка на Македонија, вели дека формирањето на екипата било поради тоа што Скопје треба да има повеќе клубови во женски фудбал. Желбата уствари за формирање на овој клуб и потикнатоста за формирање на истиот клуб е од тоа што во Скопје конкретно, значи како главен град на Македонија, има многу малку тимови. И од таа причина, значи ние, да подигнеме свеста во Скопје, бидејќи како метропола треба да има повеќе клубови и од тука е идејата уствари за формирање на женскиот клуб Слободен, каде што истите веќе имаме оформена екипа. Арсова како најискусна фудбалерка во редовите на женскиот фудбалски клуб Слободен зборуваше и за костур на екипата. ФК Слободен ќе настапува со екипа која што е составена, значи и дел играчи од прва лига, значи поентата беше да се разбие табу тема дека од прва лига не доаѓаат девојчиња во втора лига да играат. Значи ние тоа го побивме и ќе се види и на самите терени. Имаме добро засилување, значи од првата лига, така да се надевам и сме со цел да освоиме втората лига како би прешле во првата лига. Интересот за женскиот фудбал се зголемува. Минатата сезона имаше 8 екипи во втората лига, а во новата сезона овој број ќе се зголемува. По основањето на женскиот тим Слободен, веќе се појавуваат заинтересирани и други екипи кои што сакаат исто да формираат, односно екипи. Тоа е за поздрав, реално, затоа што начинот и пристапот и медиумското покритие од самиот наш тим овозможува, значи, да бидат заинтересирани, за да направат и повеќе екипи и тоа мислам ние го поздравуваме и сме горди на тоа што пак имаме некаков придонес во женскиот фудбал, затоа што до сега, значи, беше само репрезентација ако игра. Во тој случај, значи, само резултати и нешто ако имаме успех, тогаш, значи, се објавува по портали најчесто, што тоа според мене е грешка без оглед дали имаме порази или немаме порази, сепак е игра, топка е, и нормално нема правило. Така да во оваа ситуација можам само да кажам дека свеста ќе биде подигната, се надевам, значи и ние се стремиме кон тоа. Како привремено решение, Слободен домашниот превер ќе ги игра на теренот на фудбалскиот клуб Лепенец. ФК Лепенец ни излезе во пресвет за терен, бидејќи овдека во Карпош конкретно има два терена, Локомотива и Алумина, каде што не може никој да добие термин заради тоа што е пребукирано. И во таа ситуација ФК Лепенец ни излезе нас во пресвет за домашните натпревари да ги играме кај нив, но тоа е привремено решение. Така да бараме, нормално, не само за нашиот клуб, него општо за женскиот фудбал, бараме да се овозможат да биде пристапно, значи и финансирање да нема према да не се плаќаат терените, да не се плаќаат термините, тоа би помогнало многу во женскиот фудбал. Минатата сезона Атлетико без пора стана шампион во втората женска фудбалска лига и се врати во елитата, а пак Вардар како второпласиран го загуби бараш од прволигашот Топгол кој остана во првата лига.